Цивил медија. Некој што се дрзне да навредува свој сограѓанин на основа на религија или на етничка припадност е порака. Таа порака е јасна. Значи, да не се повторам, тоа не е изолиран случај. И претходно имаше такви обиди, и се уште има такви обиди, и до кога ќе траат тие обиди, не знам. Со сопругата, кога излегувавме летос, када прошетаме малку низ населбата, има така помали паркови уредени, на клупите, за жал тоа не го снимив, бидејќи ми станало толку банално и досадно, пишувало шиптари, смрт за шиптари, не сакаме муслимани, не знам што и така натака. Значи, тие разни изрази, пароли кои се толку мизерни и недолични за некој што живее во населено место и се нарекува граѓанин. Значи, тоа се луѓе со ниски сваќања, со низок коефициент на интелигенција, кој не сака соживот, кој сака изолација во кожурец, во некој нивни замислен свет да живеат, и секој оној што е поразличен од него, веднаш го гледаат како закана, го гледаат како провокација и не знам што. Спомнавте дека, пред повторно ќе кажам, пред да го направиме разговорот, дека вашата ќерка поради токму овие причини не е запишана во едно основно училиште. Ке може да ни кажете нешто повеќе околу тоа? Значи, тоа основно училиште е Наум-Новски Борче и требаше таму да учи согласно Законот за основно образование и согласно прописите на Министерството за образование за реонизација на училиштата. Сите проблеми започна од самиот старт. Моето дете имаше само 6,5 години, 8-7 години кога ја запиша во прво оделение. Значи, го прочитав Законот за основно образование, каде што се вели дека тоа е задолжително образование. Ги прочитав и останатите членови од Законот, каде што вели родителот е законски обврзан да му овозможи на своето дете образование. Јас така и поставив. Значи, во поглед на почитување на законите кои државата ги дала, строго се држав заради тоа. Но не беше обратно и од страна на институцијата, односно од училиштето. Сите проблеми започнаа од самиот старт. Од самиот старт. Детето, бидејќи беше со марама, согласно верските прописи кои ми ги налагат исламот, согласно законот, уставниот закон, член 19 за верска слобода, јас така и детето го подготвив за училиште. Значи, со марама. Веднаш почнаа проблемите. Значи, децата физички ја закача, значи, ја малтретира малечката. Значи, и ја трга марамата мама со моливчиња, со гуми, со харти, ја нарекува циганко, шиптарко, не сакаме тука муслиманки и така натака. Детето мене све ми раскаже. Све ми каже. Јас веднаш се обратив на директорот и рекол, господине директоре, морате да превземете мерки поради овој начин на однесување на децата. Каде беа очите и ушите и реакцијата, викам, на наставничките, на учителките, кога ова се случило? Зошто вакво нешто сте дозволиле да се случи во вашето училиште? Член 2 од Законот за образование вели се забранува секаков вид на дискриминација на детето. Дали вие го знаете овој закон или не го знаете? И дали го применувате или не го применувате? Што се случува? Па ти кај си го запишал детето? Со овие зборови ми се обрати директорот на училиштето. Бев многу револтиран, бев многу збунет, бев многу разочаран од директорот на училиштето. И не само директорот на училиштето, јас и писмено поднесов, значи, преставка до самото училиште да преземат мерки ова да се спречи. Наместо да ги учат децата на соживот, согласно прописите за Законот за основно образование, која цела програма ја подготвува и спроведува, значи, Министерството за образование. Видов дека на вистина ништо од тоа што е напишано во програмата дека значи училиштето
се залага за мултиетничко, мултиконфесионално општество, за меѓурелигиски диалог, за познавање на децата. Ништо такво не видов. Јас само видов говор на омраза, напад, значи физички напади, вербални напади, само поради тоа што моето дете е поинакво. Што превземавте понатаму? Какви чекори превземавте? Потоа поднесов разни представки до Народниот правобранител. Поднесов представка и до Комисијата за заштита од дискриминација и тоа 2 пати поднесов. И 2 пати добивам од Комисијата за заштита и спречување од дискриминација негативен одговор. Поради тој негативен одговор се жалев и кај Народниот правобранител. Народниот правобранител истото ми го одговори дека немаат ингеренции за да го решат овој проблем, освен Комисијата за заштита и спречување од дискриминација. Од Дирекцијата за заштита и спречување од дискриминација не најдоа дискриминација во овој случај? Тие во одговорот напишаа дека нема. Значи, генерално, кога се пишува во одговорот, веднаш под генералите пишува дека не е воспоставена дискриминација. Значи, не најдоа дека нешто е дискриминирачко таму направено. Меѓутоа, јас лично знам што доживело моето дете. И лично со свој мобилен телефон сум ги снимил сите оние елементи кои го окружуваат целото училиште, ходниците, значи училниците, канцелариите, кај директорот, меѓу ходниците и така натака. Имаше мапи на кои, значи, изработка на ученици во Хамер, каде што во графите за попис на населението од 2002 година го прешкртале, значи, насловот на албанци, на етничката заедница на албанците, па пишале шиптари. Каде што пишуваше роми, го прешкртнале, напишале цигани. Но многу добро знаеме 11 години наназад кој владеел со државата. И како ги заташкувале сите тие проблеми, дека го прикажувале лажно надвор на Европската Унија, еве, ова се случува, кај нас нема ништо, све е во ред, мед и млеко тече. Дали сега се уште вашето дете учи во тоа училиште? Не учи. Проблемот беше уште на самиот старт. Тоа се случи... Откако повеќе представки поднесени, значи повеќе од 10 представки поднесов на Народниот правобранител, конечно, една од тие представки Народниот правобранител ја зема во предвид и со службена должност, преку службена должност, го извести просветниот инспекторат. Просветниот инспекторат ме повика, зборував со инспекторот, за да го види конкретно случајот што е, ме сослуша, зема изјава од мене и направил вонредна инспекција во училиштето. И токму тој воспоставил она што јас веќе го спремив како докази за представка во Комисијата за дискриминација. Тој лично тоа го виде во училиштето. Ги виде сите тие паноа за Холокаустот, икони и не знам што и тие такви работи. Значи, целото школо беше узурпирано со материјали, пропагандни материјали кои воопшто не кореспондираат со образовна институција, јавна образовна институција. Тука едноставно ќе имате впечаток дека вашето дете сте го испратили во црква или во партиски клуб на ВМРО-ДПМН. Инспекторот нареди со решение до новиот директор, значи поранешниот директор кој детето го дискриминира го сменил и поставено беше нов директор. Новиот директор доби решение веднаш да обезбеди безусловно полагање на испит, значи, на детето. Така направивме, меѓутоа, бидејќи зборував со негова канцеларија, инспекторот рече, вика, да знаеш дека ова што ќе го завршам е моја должност согласно законот. Но надвор од тоа ќе ти кажам следно. Ќе ти се осветат заради ова што јас интервенирав таму. Детето повторно ќе ти биде дискриминирано. Јас не можам секој пат да интервенирам таму и секој пат да давам казни и така натака. Моја препорака ти е, доколку сакаш, да го префрлиме детето во друго училиште, каде што поголемиот дел од учениците е со исламска вероисповест. Јас се консултирав со супругата и прифатив, и тој ми посочи или училиштето Димитар Влахов,
или во Шуторизари, во едно тие две училишта, 26 јули и браќа Рамис Хамид. Со оглед на тоа дека во планот и програмата во основното училиште браќа Рамис и Хамид имаат и час по ромски јазик, јас сакав детето да биде префрлено таму. Значи да учи и ромски јазик. И така беше и детето го префрливме таму. Но тоа не беше с крај. Во која година се случува се тоа? Сега вашето дете Тоа се случило значи од 2013-14, значи откако беше детето запишано значи во прво одделение, па се до сега. Значи се до сега јас ги имам тие проблеми. Оној дел за дискриминација можам да кажам, за детето зборувам, за да детето не биде дискриминирано, е решен. Но сега не е решен проблемот со обезбедување средства за бесплатен превоз кој следи согласно законот за основно образование. Тука сега општината Шуто Оризари заглавила во лавиринт, документите од училиштето се позитивно одговорени, дека да, следува на детето бесплатен превоз за несметано доаѓање до училиште, но општината неќе да ги одобри средствата. Повторно се жалев кај народниот правобранител. Секој ден ја носам на свој товар и покрај тоа што сум корисник на социјална парична помош, со оние скромни средства, значи ние ускратуваме од многу други работи кои се основни потреби на човекот, ги ускратуваме тие основни потреби за да можам малечката, односно ќерка ми да ја одведам несметано во училиштето да поседува настава, а она што законски исследува, државата повторно тука подклекнала, значи не сака да реагира на тоа, слепо гледаат и за овој случај за одобрувањето на средствата, повторно се обратив до до народниот правобранител. Народниот правобранител вели дека немаат ингеренции освен да интервенираат на тоа да на детето му се даде карта, слободна карта. Меѓутоа, случајот е многу специфичен и тие не го земале во предвид тоа, дека детето е со намален имунитет, дека детето оди со марама, значи му треба придужба на родител, детето е мало. Значи 7 години, уште зборувам за автобуската карта, беше поднесена представка и не само до Народниот правобранител, туку и до ЈСП, за да се одобри средства и за мен и за родител за придружба. Но Законот за образование е со дупки, односно со недостатоци. Таму се вели дека средства за придружба на родител следува, но за дете со посебни потреби. Но мојата ќерка нема посебни потреби. Но моето дете учи во друг реон само поради тоа што врз незе се направила дискриминација. Но за да не дадат пари, за да не се чувствуваат одговорност, тие даваат негативен одговор во одговорот од Комисијата за заштита, спречување и дискриминација. Се додека тие сторители на вакви провокации, значи на вакви национални вреѓања, значи вреѓања врз основа на религија и на етничка припадност, се додека не се стави крај и не бидат санкционирани, дали тоа ќе биде парично или со затворска казна, тоа ќе си продолжи. Значи и државата тука мора да интервенира. Јас и толку не ги обвинувам, значи сторителите на вакви дела, отколку што ја обвинувам самата власт, што се прави слепа, не сака да види дека нешто такво постои тука. И има такво нешто и тоа колку год сакаш има такво нешто. Цивил медија